За прв пат во Прилеп во организација на Сдруженијето Платформа за креативни концептија со поддршка на Преспанско-Пелагониската епархија, Општина Прилеп и Институтот за старословенска култура се организираше настанот Денови на Свети Климент Охридски, посветен на патронот на нашата Македонска православна црква и нашиот голем просветител. Делото на Свети Климент се смета за рамно апостолско, поради ширењето на христијанството, но и на писменоста и образованието кај словенските народи. Беше порачено дека вакви настани треба да ги има што е можно повеќе и да бидат пример за сите нас, како треба да си ја почитуваме историјата и нашето духовно наследство. Без угледање на животот на наставниците, во конкретниот случај на Свети Климент, и оваа истражувачка, да ја наречеме, школа на овие млади луѓе, треба да биде пример за сите и за возрастните и интелектуалците, особено за да си ја запознаат верата, бидејќи оној кој што не си ја знае својата вера, во конкретниот случај нашата православната вера, тој очигледно дека не е заслужува ни да се нарекува православен и така натаму. Во таа смисла пофалби за овие млади ученици со нивните наставници и тие верувам дека ќе видат образецот како треба допрва ние да се потрудиме македонците да покажеме и докажеме дека не ќе може поинаку да се одржиме и да обстоиме тука на земјата и да го заслужиме Царството небесно, освен преку делото што нам ни го предале нашите учители и наставници, светите браќа Кирил и Методи, а пред тоа свети апостол Павле се разбира во Македонија, и не само ако ја научиме верата, туку да ја проведеме и да ја живееме, како што вели свети апостол Павле, угледајте се на мене, како што се угледав на Христа. И ние да се угледаме на светите браќа Кирил и Методи, во конкретниот случај на свети Климент, нашиот апостол и патрон на нашата црква, како што се угледал тој на Христа, нашиот спасител. Тој имаја за цел да сработат што повеќе творби и нивните ментори што повеќе да им покажат она што е повеќе од учебниците што го учат на училиште. Тие имаја за цел да направат творби и еве денеска на завршниот настан имаме таква чест да можат да се представат со нивните творби. Најмногу сакам да ја искажам големата благодарност што Општина Прилеп, Преспанско-Пелагониската епархија, Институтот за старословенска култура Прилеп и останатите институции, како Витаминка, Прилепската приварница, книжарниците Михаела, посебно Макспринт, Бамби, Пекара Маја и останатите. Посебно имаме чест како гости да го поддржат проектот и представниците на Просветно дело, каде што ќе ги објават нашите, односно делата кои се творбите на децата, ќе ги објават во нивните списанија. Искрено сакам да искажам голема благодарност до сите учесници, посебно до родителите кои го поддржаат ова проект и до учениците кои навистина сакаат да учествуваат во овој проект и сакаат што повеќе да се направат вакви проекти. Затоа да искажуваме на вака еден апел до општината и до останатите институции да ги поддржат овие проекти и да ги афирмираат делата на светите Климент Охридски и на светите Кирил и Методи, каде што ќе се афирмира делото нивно и ќе се продолжи просветата нивна како тие што ја примиле од своите учители, така и да ја пренесат на нас и аманетот ние да го продолжиме на идните генерации. Нас како институција ни е голема чест што сме дел од еден ваков проект кој што сметаме дека многу е значаен, особено поради вклучувањето на младите во едни вакви иницијативи кои што пред се во насока за зачувување на споменот на Свети Климент и сметам дека би требало вакви проекти да има многу почесто и да бидат од поголем обем. Всушност на некој начин ние и како научна институција се вложуваме во ваквите иницијативи, бидејќи тука е начинот на кој што се пренесува сето тоа знаење и кој што го добива својата вистинска суштина преку ангажирањето на младите и во науката, и во проучувањето на историјата, и во пренесувањето на културните традиции. Еден месец 80 ученици од 7 и 8 одделение од сите основни училишта во Прилеп беа дел од работилници по македонски јазик, историја и ликовна уметност, каде што секој во својата група и област создаваше дела поврзани со ликот и делото на Свети Климент Охридски.
цртежот се пренесуваше на платно, користевме некоја навидум, близку, адекватна техника која се практикувала во средновековието, односно баш тогаш кога е популарна таа византијска уметност и всушност да се восприеми од страна на децата, односно да имаат некаква визуализација која треба да остане во нив, па и во идните генерации да ја пренесуваат истата. Литературната секција имаше за задача да пишува акростихови посветени на животот и делото на Свети Климент, а рецитаторската секција имаше обврска да напише, а потоа и да изрецитира стихови кои што исто така се посветени на учителот над учителите, на човекот кој денес го чествуваме, Свети Климент, и сето тоа пропратено со музичка придружба. Јас сум оптимист дека овој проект ќе прерасне во традиција не само во општина Прилеп, туку и во сите општини во Република Македонија. Имено целта на овој проект е да ја изградиме Свети Климентовата црква и Свети Климентовиот универзитет во себе си и на тој начин ние ќе се изградиме како благородни личности кои ќе сотвориме богугодно општество. Учениците велат дека се презадоволни од учеството на овој проект и дека сакаат и во иднина да бидат дел од вакви манифестации. Јас сум учесник во рециталот, кој што ние учениците, кој што рециталот број 10 ученици, имавме за задача да составиме еден рецитал и денес на овој ден да го представиме. Сите стихови кои што ќе ги изразиме, денес ќе ги представиме, тие за нас беа големо задоволство да ги создадеме, бидејќи тие сите се во чест на нашиот прв учител и светител кој денес го славиме, Свети Климент Охридски. Ја научив дека Свети Климент е еден од учениците на Свети Кирил и Методи. Тој е нивни придружник во Моравската мисија и исто така тој е основач на писменоста во нашиот народ. Благодарение на него нашиот народ станал писмен и ни го оставил во наследство тоа што го имаме денеска. Ова на некој начин е продолжување на проектот кој што во месец мај беше посветен на светите Кирил и Методи и во кој на сличен начин учениците го обработуваа нивниот лик и дело.